Почитуван господин Борис Маджунков, генерален директор на Конти Хидроплас, почитуван господин Сашко Поцков, градоначалник на општина Гевгелија, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Представува голема чест што денеска сме во посета на успешна домашна извозно ориентирана компанија тука во општина Гевгелија. Имаме можност да ја видиме новата инвестиција на македонскиот бренд Конти Хидропласт со традиција од скоро 30 години постоење. Оваа компанија од индустријската дејност е наш национален лидер во производство на полиетиленски и полипропиленски црева и цевки за водоводни, гасоводни и канализациони системи, при тоа водејќи сметка за квалитетот и заштитата на животната средина. Континуирано технолошкиот процес се осовременува согласно светските стандарди, со што се конкурентни и се носат рамо до рамо со реномирани европски компании. Нивното производство 90% е наменето за извоз на странските пазари. Ова представува вистински поттик за владата да продолжи со економските политики, да создава услови и развој и долгорочен напредок. Новата инвестиција на Конти Хидроплас се реализира со поддршка и од Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Станува збор за 5-годишен договор до 2023 година за инвестицијски проект на компанијата во висина од 5,1 милион евра. Минатата година финансиски се поддржани за инвестиции реализирани во 2019 година, со што од страна на владата се исплатени 10% од оправданите инвестицијски трошоци. Во 2020 како и 20% од трошоците за освојување нови пазари или севкупно во износ од 6,4 милиони денари. Почитувани, задоволство е да се види кога компаниите во кризата гледаат можност, инвестираат, вработуваат, освојуваат нови пазари. Конти Хидроплас го задржа истиот број на вработени, 185 лица, а дополнително постои потреба за нови вработувања, но секако и од стручна, квалификувана работна сила. Во таа насока, владата го поддржува процесот на дуално образование и креирање на кадар кој соодветствува на реалните потреби на компаниите. Градиме систем кој ги поттикнува успешните компании кои работат честно, придонесуваат во сопствениот развој, вработуваат кадри и вложуваат во човечкиот капитал, а сето тоа значи и развој на државата. Создаваме клива за подобар деловен амбиент, олеснување на царинските процедури, намалување на парафискалните давачки, владење на правото за сигурност на инвестициите, како и почитување на начелата на пазарната економија. Оваа година владата преку директните капитални инвестиции отвара можност на преку 150 милиони евра развојни компоненти со производи од ваквото производство на цевки и црева за водоводи, канализација и гасификацијата на државата. Само гасификацијата стартува со 54 милиони евра на интерконекторот кој што поминува овде покрај нашата Гевгелија, од Неготино, Гевгелија до грчката граница, а секако продолжуваме со интерконекторот према Косово и према Србија. Веруваме дека на пролет ќе стартуваат изградбите на секундарните и терцијалните мрежи на гасовод по сите големи македонски градови во прва фаза, а понатаму и во помалите градови. Секако 50 милиони евра е ТАВ програмата, каде што преку 80% се водоводи и канализација ширум државата и сме во разговори и преговори, верувам дека веќе и договорот е постигнат со Европската инвестициона банка за нови 100 милиони евра кредитни линии за водоводи, канализации и прочистителни станици. Секако покрај извозната компонента на Конти Хидроплас го прошируваме и домашниот пазар, кој што ќе значи квалитет за живот за нашите граѓани, но секако и пласман на домашното производство. Сакам да посакам успех на оваа македонска компанија со која што сите се гордееме, да смета на нашата поддршка и понатаму и верувам дека ќе искористиме овој период на излез од ковид кризата да направиме еден нов убав рестарт на македонската економија. Благодарам.